Понеделник, ново издание на 24 анализа. Денеска на ниво на земјата прогласена е ден на жалост за жртвите и настраданите од разорниот земјотрес во Турција и во Сирија, сочувство до семејствата на настраданите. Во вечерашната анализа во фокусот ќе биде граѓанинот, неговите потреби и проблеми, преку исказите на моите вечерашни соговорници во оваа 24 анализа, ќе остапам простор и место сами да се представат кои се. Почнуваме со вас, повелете. Јас сум Пепо Леви, представник на Сдружение на заболени од хронична миелоична леукемија. Нашето здружение е формирано уште далечната 2007 година. Се обединивме во нашата мака, болни, немајки соодветни лекови, заболени од една смртно загрозувачка болест, која до 2000 година немаше лек. Луѓето беа осудени да починат кога ќе се разболат, нивниот век на живење беше неколку години, зависи во која фаза беше болеста и после тоа починуваа. 2001 година откриење епохалниот лек од тирозин киназа инхибитори, тоа е Гливек, кој се покажа дека е спасувачки лек за таа болест. Ние го немавме и ја отпочнавме нашата борба да Македонија го воведе тој лек и да почнат луѓето да живеат нормално као сите други европски земји. Токму за таа битка која што се уште веројатно трае, ќе зборуваме во студиото. Ви благодарам, повелете за дамата. Така да. Јас сум Весна Алексовска, пред се јас сум пациент со болеста на Гоше и морам да кажам дека доколку за истата болест не постоеше терапија и јас не можев да ја добијам, јас немаше да бидам тука со вас и тоа е многу важно. Пациентите да имаат рана диагноза и рано да почнат со терапија. Председател сум на Сдруженијето Живот со предизвици, кој во себе има над 200 различни ретки болести и нашето здружение е секако и членка на Алијансата за ретки болести и на Алијансата на пациентски организации, затоа што знаеме дека кога заедно се бориме, повеќе работи можеме да постигнеме, на повеќе семејства можеме да им помогнеме и да на некој начин им го дадеме она право на живот кое државата тешко го дава. Да, и овој млад господин е познат веќе во јавноста, често ве гледаме во изминатите денови, а мислам дека ќе ве гледаме и во следните, повелете. Да, јас сум Фики Гаспар од Асоциација за цистична фиброза и овде ги представам пациентите и родителите на пациентите со оваа болест. Како што премногу го кажавте, во последните неколку месеци сме доста актуелни во јавноста, иако овде би сакал да ја споделам со вас и што се случуваше во последните 3 години, што се случуваше меѓу нас и институциите, кои беа нашите барања и какви одговори добивме на тие барања. Да, ќе имаме простор, само најавувам дека ќе имаме директно вклучување на родител на едно мало девојче овде во студиото, ќе го вклучиме во живо, кој веќе ја започна таа битка со болеста цистична фиброза. Но одиме со ред во студиото. Прашањето за сите е исто. Многу тешко можеме да избегаме од нивната политика и за жал таа дневна политика го крои нашето секојдневие во секоја смисла на зборот, ако сакате и здравство, и образование, и култура, и наука, и сето тоа, го крои во една негативна смисла, дека зависиме од милост и немилост на политичари и од нивната можеби добра волја. Гаспар, со вас и прашањето за сите исто. Ке добиеме нов министер за здравство, веќе известно, расправата во парламентот почна за разрешување на сегашниот, би рекла за неколку дена ќе го имаме и новиот. Министрите често се менуваат, потребите остануваат нерешени. Колку ќе промени тоа нешто, дали можеби новиот министер ќе донесе некоја нова надеж дека овие проблеми ќе бидат решени? Нашето искуство во однос на промена на министри беше дека со секој нов министер се почнуваше од ново. Тоа значи дека стариот министер не беше му пренел на новиот што се случува, а и нормално тој што ќе дојде нов сака да
слушне од почеток што се случувало, ни што се поминувало, кои се барањата. И секој од почеток сака да слушне, Секој а мандатите еве по една година им траат. Да, за жал така беше. Сега се надевам дека нема да биде така, затоа што во последно време бевме доста актуелни и мислам дека се сите запознаени со тоа каква болест е цистичната фиброза и кои се ефектите и што се случува, посебно со последната трагична ситуација кога изгубивме еден пациент. Мислам дека целата јавност е запознаена, така да со доаѓањето на новиот министер ние ќе бараме да можеме да се видиме со него, да разговараме на официјален состанок, а во исто време очекуваме одредени промени и од власта, затоа што како што знаете, предходната недела бевме на состанок бевме на состанок со премиерот, разговаравме за одредени промени, добивме одреден буџет за интервентниот електрик авто кој што ќе дојде за најкритичните, тоа очекуваме да се заврши до крајот на овој месец, не покасно од почетокот на март, така да сега за сега во однос на асоциацијата има една позитивна атмосфера која што не се чувствувала никогаш до сега. Да, но за жал средбата беше во четвртокот, ги имам забележано тие барања и малку ќе продискутираме. Воопшто не звучат наивни, бидејќи таму се споменуваат тендери и јавни набавки, еден од слабите карики во целиот тој систем што ја кочи таа набавка на лекови, ќе го поразговараме тоа. Алексовска? Да. Значи, за мене нов министер се две страни, никогаш не е една страна. Нов министер, да, како што кажа Фики, треба одново да почнеме да му објаснуваме се живо и диво што се случува, што ни треба, кои се проблемите, но и кои се решенијата кои ги нудиме. Никогаш не одиме со празни раце полни со проблеми. Секогаш имаме решенија, затоа што знаеме со што се соочуваме и сме поминале ни системот толку многу пати што добро ги знаеме слабостите негови и како може да станат добри за пациентите, а не лоши. Од друга страна, доброто е дека секој нов министер сака нешто ново да направи, па кога предходниот министер ќе ни рече ајде достави вас да помогнем на некои други, нели? Добро е кога имаш нов и кога ќе рече окей, дај да видиме што може за вас да се направи, што е останато од проблем, па ајде да го решиме. Со предходниот немавме добра соработка, немавме некои состаноци и некое разбирање поголемо. Доаѓаше на наста, ни ветуваше дека ќе ги реши подредени проблеми, но не се случија чекори напред. Она што беше добро е дека се внесоа нови лекови во програмата за ретки болести, за нови пациенти и за иновативни нови лекови кои се веќе откриени и кои се користат во други земји. Тоа е доброто. Лошото е што тендерот е само за 10 месеци, не е ни за цела година овој пат. Немаше доволно средства во буџетот. И нормално лошото е дека е касно отворен тендерот, сега во февруари. Најчесто тие тендерски постапки траат 3, 4, 5, 6 месеци, зависно од тужби, жалби и останати работи. И пациентите секоја година, од 2015-16, кога почна да се набавуваат лекови, па се до денес, секојаш остануваат по месец, 2, 3, па и 5 без лекови. Две позиции што ги имам веќе во сценарио, сакам да ги разговараме. Едната тема е има или нема пари, а втората тема се тендерите и нивното траење. Дали е тоа сосема случајно што таа бирократија трае толку долго? Леви, вие пред да влеземе во студио, поразговаравме во канцеларија, ми рековте 2007 формирано здруженијето. Од тогаш паметите со колку министри се видовте? Со многу министри се видов и проблемот е секогаш присутен, без разлика кој е министер, без разлика која имаме политичка провинцијенција на власт, проблемите се секогаш исти и многу тешко решливи. Денеска е актуелна цистична фиброза, нажалост почина млад човек, се мобилизира властите во Република Македонија и политиката и здравствените власти да го решат проблемот. И јас не се сомневам, ќе го решат проблемот. Во прав момент ли, Леви, како кажуваме со леснотија, почина млад човек и се мобилизираа властите, па потоа следуваше средбата во четвртокот, после случајот со Илиевски, средбата во влада. Сакам да кажам,
Дали ни се потребни вакви примери да се Управо подсетиме тоа- на Тамара, управо тоа за да сакам видиме да го мобилизација? Управо тоа сакав да го кажам. Да се подсетиме на Тамара, да се подсетиме на ретки болести, да се подсетиме на хронична миелоична леукемија кога се умираше. Секогаш се наоѓа ад хок решења. Ние немаме системски решења, што е трагедија за нашето здравство. Не сакам да зборувам за другите работи, али здравство. Ние не бараме некое супермодерно здравство, ние бараме лекови. Оваа држава, баш денеска го слушав бившиот министар Селмани, кој меѓу другото кажа дека ние годишно издвајаме за здравство негде цирка 500 милиона евра. 500 милиона евра владата издвојува за здравство. Тоа се пари на граѓаните. Пари на граѓаните дадени од граѓаните. Ако од тие 500 милиона евра нема пари да се купат животно лекови за животно загрозувачки болести, онда зашто разговараме ние? Навистина е тоа трагедија. Тоа се големи пари, сакаме да градиме болница, сакаме модерно здравство, купуваме апарати, имаме прекрасни доктори, мислам, навистина стручни, навистина добри, меѓутоа не може да лечат без лекови. Значи, прво и основно што треба да го направи ова здравство, а тоа е системски да се реши проблемот на набавка на лекови за животно загрозувачки болести. Не сега кога почина човекот од цистична фиброза, се мобилизира цела држава. Да, ма тоа не е И добро системско решение. Драго ми е што Да. е така. Меѓутоа, тоа не е Тоа е решение. адхок. Сакам да ве прашам, еве следното ќе биде овие системски проблеми, системски решенија. Што очекувате? Еве искусен сте, споменав сигурно безброј средби со многу министри, дури ја не ги паметам за здравство. Од новиот очекувате ли нешто? Знаете што? Ќе ја смени партиската боја или Знаете што? сегашниот? Ако се фати во коштац со проблемот, онака како што треба, може да ќе направи нешто. Ако чека да му помине мандатот, нема да направи ништо. Јас сакам да лоцирам 3 работи како фундаментални проблеми во здравство, кои би не верувам задоволиле сите нас. Што е тоа? Прво, ревидирање на позитивна листа. Значи, позитивна листа е мртва, не знам колку, 20 години, не знам колку е мртва. Еден по еден лек се уфрла во позитивна листа. Па се формираат комисии, па се укинуваат комисии, па се прават 300 чуда. Позитивна листа е таја каква е. Второ, процедурите за набавка. Не може да бидат процедурите за набавка исти и за мазут, и за лекови, и за 300 други работи. Значи, мора да се знае одредена процедура каде што имаме само еден произведувач во свет, мора да се знае процедура за другите работи, за другите лекови каде што имаме голема конкуренција и слично. Значи, власта, здравствените власти сериозно треба да седнат и да ја анализираат состојбата во однос со распишување на тендери, директни договарања, значи да го скусат патот, а да не дозволат прескапо купување на лекови и некое мито, корупција и слично. Може ли и овде трета сега... работа, само ова да го кажам, и ингеренциите во набавка. Значи, ние мораме да знаеме, ако одреден лек не е набавен, кој требал да го набави и кој е крив. Не можеме да ја префрламе вината од Министерство кај Лирим Шабани, од Лирим Шабани во Фондот за здравство, од Фондот за здравство пак да се враќаме на клиниката е крива и така натака, и така натака, и така ги замајуваме пациентите, барајќи кривец, а системски не е решено како да се набавуваат лекови за животно загрозувачки болести. Замајување на штета на здравјето на пациентите, што е најбитно, да, најважно. Ајде одиме со ова системски проблем. Што се случува со 3 кафта лек неопходен за пациентите, за болните со цистична фиброза? Така, одлично го нема прашање. или го има, е прескап или воопшто го нема? Сега ќе ви објаснам наједноставно, значи лекот нели постои, веќе постои скоро во сите европски држави, па и во сите балкански држави. Се користи и има страшни ефекти позитивни за самите пациенти, со тоа што тие се во терминална фаза ги вади вон таа терминална фаза,
нема потреба веќе од трансплантација за одредени пациенти на белите дробови, се намалуваат трошковите за хоспитализација и за други лекови. Едноставно е чудо од лек кој што се користи и кој што веќе е докажан затоа што има многу прикази на случаи на самиот лек. Во однос на цената многу е неубаво кога се шпекулира за колку се работи. Има некоја цена која што е официјална од $311,000 на годишно ниво, која што е цена каде што е поставено од самата фирма, но имаме искуство и го знаеме тоа дека државите кога преговараат со компанијата директно, го набавуваат по многу пониска цена. Најниската цена која што неофицијално ни е кажана од страна на здравствен систем од друга држава е дека го зимаат за €70,000 на годишно ниво. Таа е страшна разлика, а и самата компанија, доколку стапите во контакт со неа, ќе ви каже дека ги зима во предвид социоекономскиот статус на земјава, го зима бруто домашниот производ како карактеристика и исто така зима во предвид колку пациенти има и во каква состојба се тие пациенти. Така да многу е незгодно кога се шпекулира во однос на цената и мислам дека шпекулациите во однос на цената беше да се демотивира народот да ја поддржува нели самата поддршка да даде на самата асоциација со тоа што кога ќе слушне дека се работи за нешто прескапо ќе каже па тоа е стварно прескапо и не можеме ние да си го дозволиме. Не знам баш таа теза нели велиме животот нема, значи е безценет, нема цена. Таму не можеме да ставиме цена. Животот пред се. Воопшто не е фер да се става цена, мислам тоа се случуваше уште прв пат во 2012 кога излеговме јавно како ретки болести да бараме терапија, повеќе семејства излегоа и првите прашања и на новинарите и на институциите беа колку чини. Која е цената? И ние рековме скапи сме, ама вредиме. Нашиот живот помалце ли вреди затоа што ни е поскап лекот? Која е идејата? Без лекот ја нема да имам семејство, немам да имам ни дете, нема да имам ни работа, нема да имам ништо. Ќе бидам во колечка, ќе ми требаат социјални услуги, други здравствени услуги, ќе ми требаат трансплантации, операции, што не? Ако го имам лекот, јас сум здрав човек, функционирам во општеството, можам да правам што сакам во животот. И тоа важи за многу од ретките болести. И зошто тоа да им се одзема? Многу животи си замина. Многу луѓе изгубивме со пулмонална хипертензија, со пулмонална фиброза, најчесто од чекање за лекови. Или ако им дале еден лек кој работи во прва фаза, а луѓето влегле во втора фаза од чекање, додека да му го дадат лекот за втора фаза, луѓе го влегуваат у трета фаза. И човекот ќе си замине, ќе го нема повеќе, затоа што ненавремено се набавуваат лековите. Еве сега имаме пациенти со фамилијална амилоидоза, со ФАП, и тие пациенти има неколку што се влезени во некоја си трета фаза, каде што овај лек што го имаат сега од програма не им делува. И им викаат дај да набавиме друг лек, еве во Бугарија ги лечат пациентиве супер се, ќе можат подолго да живеат, ќе можат и внучиња да гледаат луѓето. И не. А кај нас? Кај нас ја зголемуваат дозата на стариот лек наместо да го донесат новиот лек. И сега ќе се расправаме година дена веројатно и веројатно делот тие луѓе нема да ги имаме. Веќе ќе ги има тие лекови за некои други луѓе кои ќе дојдат покасно. И тоа воопшто не е фер. Ние цело време се ценкаме со државата. Државата цело време одолговлечува. Можете да замислите колку заштедила нашата држава со тоа што цело време ги касни тендерските постапки, ги одолговлекува работите. Еве сега законот требало да се смени за јавни набавки за да може директно да преговараат. Во ред, само вратете го стариот закон, Тодоров го смена тој закон за да нема директно преговарање, за да се намали нивото на корупција, тој сакаше така тоа да го направи. Од една страна испадна добро, од друга страна испадна лошо за овие иновативни лекови каде што ти имаш само еден производител. Така. И тој производител треба и да планира количина за твоите луѓе овде. Не може туку така да му речеш еј пушти ме. Треба да ги направи. Тоа се набавки однапред што се Тоа резервираат и производство. се планираат, да. Сакам да остапиме во видео малку простор и време, да го вклучиме Слободан Катушевски, доколку го имаме на линија. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме. Да. Венаев како родител на девојче кој се бори со цистична фиброза, колку години има, како се вика, дали може еве да ни кажете? Мојата киркичка е Ника, има 5 години и 3 месеци и би сакала да иде почесто во градинка.
но моментално поради бактерии некои што ги фативме, не сме во можност да ја пуштаме во градинка и седи дома. Сакам неколку минути да поразговарам со вас, за да го доловам вашето секојдневие со вашето девојче. Кога констатиравте, како се диагностицираше болеста? Значи, ние имавме таа среќа релативно брзо, за кратко време, значи беше Ника диагностицирана од прилика околу месец и пол дена. Значи, после известно време свативме дека она уствари не качува на килажа, има многу чести столици кои не одговараат за детенце на нејзина возраст. При посета на детската клиника, нели, сомнеш се јави кај доктор Фуштич, направен беше потен тест и гром од ведро небо, имаме цистична фиброза. Што значи, како значи, нели, у моментот имате како родител милион прашања, животен век беше едно од првите, пошто свативме одма дека не станува збор за некоја настинка. Кога добивме некоја бројка 30-35 години, нели, прво потегнуваш сите можни познаници да најдеш лек. Свативме дека лек нема и дека не треба да бараме многу далеку, дека доктор Фуштич е експерт за оваа проблематика и да слушаме што ќе кажува. Дали секојдневието на малата Ника е поразлично од нејзините другарчиња? Дали вашето внимание, нега бара поголем напор во секојдневието на девојчето? Видете, Ника е наше прво дете, како и сите родители со прво дете, имате безброј предизвици. Мислам, знаете се како треба да функционира, али во реалност е малце подругачие. Значи, денот почиња многу рано со бајле, една инхалација, вежби обавезни кои што ги имаме за вадење на тој секрет од градите, за разредување, инхалации, па од користење на одредени направи кои што помагаат за експроприација на тој секрет. Многу активности, среќа Ника и сама по себе не застанува во цел ден, па помага во тоа, али во принцип едно 4-5 часа во денот поминуваме во обавезни, задолжителни, значи вежби што ги имаме. Се друго е бонус. Трамболина имаме во дневна соба, која што, не знам, по 1 саат најмалце на ден ја користи. Трчање надвор, играње, летно време многу полесно, зимно време малце условите не дозволуваат, али летно време се запиша на школа за трчање, иде трча, тенис ја запишавме. Значи се наоѓа секој можен начин детето да биде активно, со цел на вадење на тој секрет и заштитување на белите дробови. Јас, Тешко. да, за овој разговор, да, повели. Извинете. Значи, тоа се воопшто не е тешко. Најтешко е кога ќерка ми трча на кај мене со расширени рачиња и јас треба да бегам од неја бидејќи имам настинка. Значи, тоа е најтешко од цела приказна. Тешко е кога е хоспитализирана по 2 недели и морам да разговарам преку Вибер со неја. Тешко е да знаеш дека негде некој направил нешто смислил, али ние, нели, пошто многу сме сиромашни, се на тендери даваме, немаме пари да купиме лек. Значи, колку вреди животот на моето дете? За мене е бесценен. И за жал доаѓам до прашање терапијата. Па, терапијата, новата терапија, малте не е магично стапче. Не знам како да ви кажам. Значи, од искуства кои што ги имаме добиено од странство, нели, денеска со медиумите и со фейсбуци, инстаграми, имаме голем контакт со индивидуи кои што се со оваа проблематика, претежно од Канада или Англија, каде после примање на овој лек веќе, значи, се подобрува функција на бели дробови, од рани, од мали нозе ако се почне,
Има и подобрување на веќе настанатите проблеми. Значи, конкретно кај моето детенце, панкреасот е запушен, не може да лачи одредени ензими за разложување на храна. Доаѓа и до промена на тоа, значи ензимите креони кои што додатно се зимаат, се намалуваат или воопшто не се зимаат, бидејќи функцијата на панкреасот почнува да работи како што треба. Не можам ни да замислам како ја водите битката и секојдневието, но сочувствувам со ваквите ситуации, веројатно никој не може да остане имун на една ваква состојба. Која е пораката до властите, бидејќи таму е клучот, кај нив се парите, кај нив се одлуките. А вие сакате вашето дете да го видите здраво и живо, да го пораснете, да го школувате, да порасне во една убава, здрава девојка. Која е пораката до властите? Видете, пораката е дека прво парите не се кај нив, него се кај нас. Да ги менаџираат, Значи, погрешно ние се ги даваме изразив, да ме парите. поправате, наши пари што сме им дале да ги менаџираат. Они погрешно ги менаџираат, значи се трошат за тотално небитни работи. Животот е на прво место. Еве, соговорникот ваш што кажа дека се издвоени 5 милиони Не 5 милиони. евра за здравство, тоа Не е 5 значи милиони. 500 милиона евра годишно се издвајаат за здравство. Тоа го изјави денеска Селмани, бившиот министер, и ја верувам дека е тоа така. Цирка 500 милиона долари годишно. Тоа е огромна пара. За Ако да е нема, стварно за да така, нема тогаш пари ние за една сме мала пред група. Германија. Значи една Смртно Германија заболување. одвојува 2% од буџет. Ако ние одвојуваме 10% од буџет, значи луѓе џабе го правиме овој муавет. Значи тогаш би требало се да имаме, а не може цело време здравството да ни е во проблем. Па на Ника хоспитализацијата пред 3 години, значи собата, значи првенствено што треба да се пази кога имате пациент со цистична фиброза е хигиена. Значи дома не може користиме еден сапун на ден, литра алкохол неделно, брисачи, кога ќе влезам на еден пакет да купам во маркет, мислам дека држам ресторан. Значи тоа се да биде стерилизирано, малтене стаклено звоно. И сега ја носиме, нели бактерии има насекаде, не може да ги избегнеме, сме фатиле бактерија, идеме на клиника, хоспитализација, венска терапија, антибиотска, за да изчистиме таа бактерија. Идете на клиника, нема даска, капак на WC шолја, има мувла под зидовите фатена, запушено босо влакна од не знам кого. Мислам, тоа е трагично, тоа не е до пари. Тоа е некој само да земе да го заврши тоа. Мислам, не може да ми кажете дека 200 денари оправка на одвод е грбна пара. Така е. Да. Мислам, срамота е, поготово кога има луѓе вработени за одржување. На секоја клиника, секоја институција го има тоа. Да. Него тоа е од тотална негрижа. Не може да имаш штекер исчупан од зид, допрен до шипката од креветот. Не може секој идење во болница да изиграваме хаусмајстори. Значи, таа ситуација беше пред 3 години, пред 6 месеци бевме сместени во истата болничка соба, никаква промена. Значи, таа соба мислам дека тука е изворот на сите бактерии во светот. Не можам да ви опишам. Сега ви кажуваат, упатства добивате како треба да се чувате, што треба да правите и ве хоспитализираат, демек да се помогне, а не знам која е поентата. Значи не знам кога го оставам детето дали да се простам со него или да го чекам утре да ми се врати. Таа е ситуацијата. Страшно. Не може пациентите да бараат донации, значи свака част на тие што ни помагаат. Ама не може пациенти да бараат помош за да се спасиме. Срамота е. Да. Ако е стварно оваа бројка од 500 милиони, па луѓе, ние не знам, Швајцарија сме, Германија, они не ни се рамни. Да, донациите треба да бидат исклучок во нашето општество во некои итни случаи, каде што малку системот затаи, но за жал потребни се кај на системски решенија, а ние се подпираме на донации. Слободан, ти благодарам за овие 10 на 12 минути што беше дел од студиото. Посакувам добро здравје на Ника. Ти благодарам уште еднашка.
Со вас ке почнеме, Леви, ајде, од каде да почнеме да ги бараме решенијата? Велиме, еве, има пари. Зошто не стасуваат парите таму каде што се најпотребни, зборувам за финансиите од здравство? Прво би сакал да кажам дека навистина жалосна е приказната што ја слушнавме сега. Такви приказни има многу, безброј. Перманентно ни се случуваат едните исти работи веќе уназад 20 и повеќе години. Не случајно го започнав нашиот разговор од системските решенија. Системските решенија во здравство. Значи, светската медицина иде денеска со неверојатно големи чекори напред. Пред 20 години беше незамисливо да живее со леукемија. Па после излегоа разни болести за ретки болести, па излегоа болести за други болести, лекови за други болести кои не можеа да се лечат. Па еве лек за цистична фиброза. За хронична миелоична леукемија, каде што се појави првиот лек 2001 година, до денеска има 5 генерации на лекови. Тирозин киназа инхибитори. Прва генерација иматинип, која беше пронајдена 2001 година, а ставена на позитивна листа кај нас 2011 година, па потоа има уште 4 генерации. Ниједна од нив не е више ставена на позитивна листа. Тоа е моето прашање, колку се овие достапни кај нас и колку се на позитивна листа за пациентите? Не, првиот е на позитивна листа со страшни наши напори. Втората генерација во која спаѓа дасатиниб и нилотиниб, втората генерација на тирозин киназа инхибитори не се на позитивна листа, под наш голем притисок почнаа да се набавуваат во период сега ќе ви кажам точно и која година, тогаш беше кратко време министерот Таравари, не прими, веднаш даде налог да се набави, набавка на тој лек траеше 10 месеци. Луѓе мои, 10 месеци да се набавува животно загрозувачки лек. Кај хронична миелоична леукемија, првата генерација на лекови помага само на 80% на пациенти. 20% пациенти ги оставаме на умирање. Значи, се набави тој лек, на некој реагира добро, на некој мал број не реагира. Светската медицина идеше и понатака. Се пронајда трета генерација на лекови, понатиниб и босутиниб. Денеска имаме и четврта генерација на лекови, асциминиб. Значи, медицината иде страшно напред, производството на лекови, а ние тапкаме. Ние што правиме со овие лекови? Па ја не знам, за последниве 20 години, дали сме направиле нешто повеќе у здравство од она што беше пред 20 години? Сметате дека треба да се ревидира таа листа на позитивна листа на лекови? Уште еднаш ќе ги потенцирам сите 3 точки. Позитивна листа, подхитно да се ревидира. Втората работа, мора да бидеме јасни кога викаме да се ревидира. Тоа би значило овие иновативни лекови да влезат во таа позитивна листа. Апсолутно. Пошто тие може да ја ревидираат и ништо да не стане. Апсолутно, па мислам дека тоа е толку јасно. Значи, процедурата на набавка да се скрати. Денеска имате голема притисок на сите земји кај овие иновативни лекови. Има долги рокови на испорука. Некогаш се чекаат и по 2-3 месеца испорука на тие лекови. Значи, мора, ако кај нас пропадне еден тендер, некој се жалел, дугачка испорука и ти реков ми рече, се ствара една страшна паника со немање на лек. Да, спомена Весна, во меѓувреме пациенти ја губат битката. Замислите, вие сте зимале еден лек, сте го зимале, сте се осеќале супер, знаете дека е тоа животно загрозувачка болест и наеднаш ви се прекине со лекот. Значи, у наше време се продаваа куки, станови, коли за да се купи лек. Терапијата за нашиот, месечна терапија за иматинибот беше 3000 евра. Месечна терапија по пациент. Тоа беше незамисливо. Луѓето почнаа да си ги продаваат куките, ние дигнавме голема галама и лекот го ставија на позитивна листа. Добро. Али што понатака? Да, еве ќе поразговараме. Весна, јас со Весна ви се обраќам. Нема проблем. Сакам да прашам, разговаравме околу тој клуч кој влегува под Министерство за здравство да биде финансиран и кога излегува од тој клуч. Во моментов, колку имаме ретки болести, веројатно оперирате со некоја бројка,
И малку сакам да го прокоментирам тој клуч, ако се до 20 болни, Јасно. влегуваат во програмата за ретки болести, финансирана стрикно од Министерство за здравство. Да. Проблемот е што кај нас 2015 кога решија нели да направат буџет за ретки болести, решија да направат и регистар. И во тој регистар почнаа да запишуваат пациенти. Голем дел од тие пациенти што ги запишаа беа пациенти што ние им ги дадовме, значи ние звоневме по луѓе, им викавме одете да се регистрирате, поминуваа на комисија, ги запишуваа луѓето. И кога ја оформија таа комисија за ретки болести, регистар за ретки болести и програма за ретки болести со координатори од Министерство за здравство, решија дека мора некако да го ограничат буџетот од кој ќе одат пари за ретки болести. Затоа што сватија дека ретките болести не се малку. Не се работи за некоја бројка од 200 луѓе, 300 луѓе се во прашање. Моментално во регистарот има околу 600-700 луѓе регистрирани и не се сите ретки болести регистрирани и не се сите пациенти регистрирани. Голем дел од нив не се регистрирани, туку се лечат по клиниките во клинички центар во Скопје. Тоа е другиот дел, сите мора во Скопје да се лекуваме, нели не може на друго место, само тука има терапија, само тука се носи многу била скапа, не можела да се шета на други места. Никој не можел да се грижи за таа терапија, нели. Од таа страна, сега се случува дека тие устари сакаат да го ограничат буџетот во кој ќе влегуваат пациенти. И си напишале бројка до 20, тогашните пациенти што ги имаат такви им беа бројките да одговараат на таа бројка до 20 и другите ги оставија по клиники да си го бараат со условните буџети со фондот за здравство. И тука имате исто тендерски постапки и тука каснат лекови, значи минатава година цело лето тоа зборувавме на сите клиники, за сите пациенти, за сите наши граѓани каснеа лекови, ради тендерски постапки. И сега ние за таа бројка се буневме, затоа што ја внесува дефиницијата ретка болест е 1 на 2000 во популација кога ја има. И каква потреба има тоа до 20, тоа не е ферски. И ние до ден денес се прашуваме што ако некој му текне, да ги тргне луѓето што се повеќе од 20 од таа програма. Кај ќе одат тие луѓе? Нема каде да одат. Кај ќе го барат својот лек? Која клиника ќе им го набави? Кој ФЗО ли ќе им го даде? Кој ќе им го даде? Значи, ние јасно и гласно им кажавме на Министерство за здравство дека тие треба да си го зголемуваат буџетот секоја година и да ставаат што повеќе пациенти. Ако имаат пари да ставаат повеќе пациенти, значи поголема буџетска издашност. Ако сакаат и од друго министерство, нека си земат пари, ама нека ги најдат за да ги лечат пациентите. Ние им понудивме едно решение кое им беше прифатливо, тоа беа цигарите, од акцизите се земаат пари, се ставаат во ретки болести, да не зборам дека не се земаат сите пари, пошто не може да добиете ни точна бројка од царина колку пари од акцизи имаме, никој не знае. Али има процент кој се дава за ретки болести паушално. Не. Да, од друга страна им дадовме, еве, газираните сокови немаат акциза, ставете таму акциза, нели, зашто да не? Фастфуд, брзата храна, нездрава храна, која придонесува за други болести, ставете и таму акциза. Дајте буџетот на друг начин да го наполниме, така, ако нема пари, ќе ги најдеме парите. Ама донации не се решение. Со донации не се живее. Апсолутно, да, кажав и јас дека донациите треба да бидат инцидентни случаи. Не, уште имаме пациенти на донации кои државата не ги прифаќа да ги лекува. Уште имаме пациенти со донации од фармации, од фондации, од што не. Да. Срамота државата да не се грижи за тебе и после ќе ми речат, пак зашто зборуваш дека пациентите сакале бугарски пасоши да вадат да се лечат во Бугарија, па сакаат, што да прават? Таму знаат дека за 6 месеци од како ќе станат бугарски државјани ќе добијат лек. Кај нас не знаат. Јас би се надоврзал исто со Весна во однос на цистична фиброза, пошто се околу 130 до 140 пациенти, иако е ретка болест, не влегуваат во тој фонд. Затоа што тој фонд кажува дека за да биде некоја болест дел од тој фонд и да биде финансирано, мора да бидат 20 или помалку од 20. И сега се случува со цистичната фиброза да треба да се направи посебен фонд, кој што еве ние сега се трудиме да го направиме, што кажа господинот, да се направи системско решение со тоа што сакавме и разговаравме со премиерот да се сменат тие 3 закони кои што се битни за јавни набавки, за лекарство и за здравствено осигурање, кои што ќе дозволат, како што кажа Весна,
да се врати тој закон каде што ќе може државата кога има еден набавувач или еден производител на лекот да преговараат директно со него за да може веднаш да дојде тој лек за да се реши тоа. Кај нас е ветено и веќе се работи на тоа. Се надевам дека за многу кратко време, за некој месец до два ќе се сменат тие, нели, пошто тоа треба на собрание да помине. Законски измени се мора на Уверени собрание. сме дека никој нема да го кочи од страна на партиите тој закон. И исто така баравме 3-годишна програма, ствари временска рамка за како би ги ставиле сите пациенти со цистична фиброза, затоа што сега со овој фонд кој што се обезбеди, кој што оди преку, нели, самиот фонд за здравство кон педиатри или детската клиника, треба да се опфатат минимум 8 пациенти, а јас се надевам дека ако се испреговара утре, соодветно може да бидат малку повеќе, па до 20 и нешто да влезат, зависи како ќе преговараат нашите со самата компанија. И сега незгодно е што они веќе објавија дека спремаат некоја сума од 300.000. Тоа не требаше да го кажат, не требаше да шпекулираат со бројки, требаше да седнат со компанијата и да гледат да ја намалат цената максимум. Ќе видиме што ќе се случи утре, ќе знаеме во се среда. кажува, мислам не е тактички потек. Сакам да те прашам, што беше договорено освен ова видов? Јас ги имам податоците околу таа средба во четвртокот што беше кај Ковачевски, меѓу другото околу јавни набавки лекови се оперираше со некоја сума од 2 милиони евра, 2,2 милиони евра. 2 милиони и 200.000 евра или нешто многу ситно над тоа за да се опфатат најкритичните со цистична фиброза и интервентен лек за да не се случи трагедија како што се случи со Благојче и со некој друг пациент, али на тоа ние што притискаме најмногу сега, пошто веруваме дека ова средено со оглед на тоа што е врзано за детска клиника, а личноста која што е моментално директорка на детска клиника е страшно соодветна личност за овие работи и човек со голем интегритет, така да овде нема никаков проблем да имаме, работата ќе биде завршена 100%, тоа него уопште не ни е сум на нас како асоциација. Проблемот ни е дали ќе го решиме системски тоа, дали ќе се помине, дали ќе поминат овие 3 закони, кога ќе поминат овие 3 закони и дали ќе обезбедиме таа 3-годишна програма, затоа што како што гледаме работите се менуваат. Се менуваат и гарнитурите, се менуваат и луѓето кои што се надлежни и се додека нешто нели не е ставено во закон, па и да е ставено во закон, секогаш може да се промени. Нашата борба е таа сега да со текот на времето нели малку ги убрзаме процесите за да се направи ситуација каде што ќе се постигне тоа системско решение, се со целот кога ќе се среди за цистична фиброза, да можеме да бидеме тотално ефикасни и за другите ретки болести и за другите вакви ситуации. Никогаш повеќе со надеж, Весно, не знам како ти гледаш, но со надеж да не се случи никогаш повеќе ситуација да заглави прво да заглави нели во тендерска процедура, а после и тоа да не биде врзана за, како што кажа господинот, да не биде врзана за префрлување на одговорност, пошто сега вие имате повеќе надлежни личности како Министерството за финансии кој што треба да обезбеди финансии, Министерството за здравство кој што треба да преговара, владата треба да одобри. Имате многу работи кои што треба да се вклучат, нели да се надмине таа бирократија за да се успее во нештото. Така да со ова се надеваме дека ќе ги упростиме тие работи, ќе направиме една институција да е одговорна, со што ќе го решиме едниот проблем, системското решение да биде со надминување на трите закони кои што ќе може да директно да преговараат, со што го решаваме вториот проблем и третиот проблем, не знам како ќе го решиме, ќе најдеме решение. Да. Овдека многу кратка пауза, 30 на секунди ќе направиме со еден краток джингл и ќе продолжиме. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Кога се подготвував, пробав да видам колку често и на кој начин сме информирале за ретките болести, па направив една генеза, извадив наслови од медиумите, од различни медиуми од мои колеги, како сме информирале со текот на годините и кои биле насловите. Еве режијата ако може да ме следи со телопот, па вака октомври 2016 година пишувало: болните од ретка болест беа 6 месеци без лекови.
Лицата со ретки болести живеат живот полн со предизвици. Февруари 2017 година владата скрати 797.000 евра за болните од ретки болести. Септември 2016 растев без терапија, ми пука коските и од гушкање. Ноември 2021 година. Тоа е, да, Весна, еден дел од ваше интервју даден за наш медиум. Од 2016 на ова 2007 со формирањето на Сдруженијето, нели, веќе овие проблеми ни се пред нас, постоеле и претходно, но тогаш веќе се соочуваме и почнуваат битките. Сакам да ве прашам нешто. Зборуваме треба, нема, има пари, се губиме во лавиринти, законски измени. Прашањето за одговорноста каде? Зошто ова прашувам? Слушнавме изјава од премиерот, кој сочувствуваше со целата ситуација и вели се работи за долга, тешка бирократија. Предходно министерот, сега што е пред разрешување Беким Сали, вели, јас ја информирав владата, го информирав министерот за финанси, го информирав фондот за здравство. Ова што го спомена и останатите соговорници, сите нешто треба да направат, а секој секому му ја префрла одговорност. Тоа е клучно прашање. Значи, додека тоа не се реши, ние нема да го решиме проблемот со набавка на лекови. Секој мора да одговара за својот дел. Дали почнал на време со тендерската документација, дали на време заклучил договор, дали земал во обзир колкав е рокот на испорака и слично. Значи, сите тие финеси, вклучувајќи ја и самата процедура, мора да се решат ако сакаме да излеземе од овој лавиринт во кој се наоѓаме. Ретките болести имаат своја дефиниција и се знае што е ретка болест. Ја не можам да схватам која е ова, да не кажам, дискриминација за право на живот, да до 20 души ќе бидат финансирани од држава. Како ќе ги избереш тие 20 души? Знаете како ние 2011 година го ставивме лекот на позитивна листа? Со страшна кампања. Ние бевме една група која беше во научна студија. Ние се откажавме од научната студија да идеме преку набавка на лекови од страна на Македонскиот фонд, али под услов сите да го добијат тој лек и сите да имаат право на иматинип. И сите го добија тоа право на иматинип. И он е ставен во позитивна листа. Ја не знам дали од 2000 година, уназад 20 години имаме повеќе од 10 лекови ставени во позитивна листа. Пак ќе кажам, зборам она што го кажа Весна, зборам за животно загрозувачки болести, не зборам за кафетини, пливадони и за некои други лекови кои не се за животно загрозувачки болести. Значи, тоа е многу тешка и етичка и морална дилема пред докторите. Кого ќе спасуваат они? Ако сте вие заболени 60 души од цистична фиброза, 20 души ќе имаат лек, тие што се најтешко болни, ситуацијата се менува од ден на ден. Мислам, ljudскиот организам е непредвидлив, новите болни доаѓаат. Значи, тоа све мора да биде решено со одговорност за набавка на одредени лекови, а не да слушаме на телевизија со денови овој е крив и на крај никој не е крив. На крајот на краиштата, кој е крив за платените пенали или пеналите што требаше да се плаќаат за болницата која не е изградена, а за која се дадоа за проектна документација тешки пари, за потпишан договор, за ова, и на крај уште и пенали да плаќаме. Без болница останавме, пенали да плаќаме, а луѓе ни умираат за лекови. Јасно. Страшно. Весна, прашање одговорност и неодговорност. Како сакате? Од 2012 до 2014, додека ги бркав сите институции за да видам кој е одговорен, Министерство за здравство одговараше со муабетот, дури не ни даат пари од финансии, ние не можеме ништо да направиме, дури од влада не ни даат, ами ние ништо не можеме да направиме. И не знам дали ќе ме верувате, ама мислам дека ми требаат 3 години за јас да соберам одговори на писмено од сите институции, затоа што никој не одговараше на писмено. Сите ти кажуваат по телефон, вака лице во лице, на писмено никој не ти одговара, никој не ти дава ништо.
И добив писмо од председателот, од премиерот и од министерот за финансии, кои викаат дека министерот за здравство е одговорен. И од фондот за здравствено осигурување. Фондот за здравствено рече, ние не сме за ретки, мораш да одиш кај министерот за здравство, таму е програмата, пошто постоеше програма во која лекуваат тројца пациенти со една болест. Тројца пациенти. Само тројца. После се ценкаше Министерство за здравство со нас. Ај ќе ги лечиме децата, нема возрастните. Зошто да не ги лечиме возрастните? Што се тие криви што пораснала со ретка болест? Која е таа идеја дека овој ќе го лечиме, овој нема? Како што рече Пепо, треба сите да се лекуваат. Не може на едниот да земеш, на другиот да му дадеш. Секој треба да има право. И едва и на крај решија дека ќе ги земат парите од цигарите и сите ќе се лекуваат кои се регистрирани до сега. После си ја ставија таа ограничувачка бројка за која разговаравме. Али во моментот, одговорната институција е само и само Министерството за здравство. И Министерството за здравство, ако му треба нешто од другите институции, е одговорно да ги собере тие работи од тие институции, а не да ја префрла топката. Значи, имаше момент кога имаше човек во здравство кој знам дека трчаше од врата до врата. Рашела беше тогаш во програмата одговорна, од врата до врата трчаше да собере подписи за побрзо да оди тендерот, за побрзо да се пуштат документите, за да не нели се влече сето тоа бирократски. Па ако патиме од преголема бирократија, може треба да ја скратиме бирократијата, па да имаме повеќе пари за лекови на крај. Да. Ја ќе кажам. Исто е проблемот нели со ова зборува 8-30 за цистична фиброза. Идејата е да се направи превенција кај најмладите, зашто го бараме за сите, затоа што нели идејата е да не достигнат до таа животозагрозувачки терминална фаза. Затоа го бараме за сите. Абсурдно е да кажат ај сега ќе го даваме лекот на најкритичните. Да, но најкритичните им најпотребен, но не е поентата да дозволиме децава, еве како на Слободан Керката, да дојде до таа ситуација да биде дел во најкритичните. Целта е да се обезбеди за сите да почнат и таа е 3-годишната кампања. Во однос на одговорност ние како асоциација кажавме дека нема да назначуваме, но јас можам да ви кажам се што се случи, ако ми дозволите, во последните 2,5 години и се што баравме и од кој баравме помош. Да, ми го покажавте тоа писмо, хронолошки имате напишано. Па и не е баш толку хронолошки да ви кажам, али ако ми дозволите... Генерално со која се институција сте се сретнали и што сте побарали? Само сакам во видео да те прашам, пред да влезем во студио ми рековте од која институција добивте среќна нова година, а немате одговор на други прашања? Од фондот добивме честитка за нова година, со што ни посакуваат нели празници, најдобро здравје и сите работи позитивни, а можам да кажам дека 8 и 9 месец 2020 имавме барање за поддршка и обезбедување на модуларна терапија, побарано од помош од председателот, од премиерот, од председател на собрание и од амбасадите на Америка, Норвешка, Франција и Јапонија. Од Америка добивме поддршка писмена, а Јапонија ни кажа дека можеме да аплицираме за некој си финансиски фонд. Имавме разговор со клуб на млади лекари, каде што учествуваше Елизабета, жената на моменталниот председател, и Дейвид Гиер, еврокомесарот. Тоа се случи на 22.11.2021. Имавме 2 средби со Филипче, едната беше онлайн, со тоа што нели беше ковид периодот, едната беше официјално на 7.10.2021. Голема граѓанска петиција со 10.000 подписи од наши сограѓани во септември 2021 за обезбедување на лекот Трикафта, кој што беше дадена на министерот Салив во февруари 2020 години, кој што ја наложи Софијанова како директорка на детска клиника да го води целиот процес за обезбедување на самиот лек Трикафта. Во март 2022 година се испечатени барања од Козле болницата и од детска клиника за потребата на Трикафта за овие животозагрозувачки пациенти. Исто така, на 29.9.2022 имаме одлука од Министерството за здравство за префрлување од Козле, Центарот за возрастни на пулмологија, каде што на пулмологија се уште нема услови за возрастните пациенти и возрастните пациенти немаат кај да примаат
соодветната терапија. Исто така барање од фондот за лекот 3 кафти и за многу помагала како инхалатори и други набавки кои што се исто потребни. Одговор никаков. Имавме 2 постапки со јавниот правобранител на 12.10.2020 година да се тргне рамката од 20 пациенти, кој што исто така правобранителот одлучи дека е тотално незаконска и несоодветна, а на 18.7.2022, како што кажа Весна, немаше терапија, вклучувајќи го и немаше и центар за возрастни, каде возрастните да ја примат венската, мада и нема ни потреба да ја примат, пошто немаше терапија. 26 декември беше нашиот прв протест пред Министерството за здравство. Овде повторно разговаравме со министерот за здравство, ова веќе беше со мене и со другата председателка. Потоа имавме состанок со директорот на пулмологија и со директорката на детска клиника, со која што разговаравме за подобрување на условите. Имавме разговор нормално и со МВР за нашиот протест, кој што не обезбедија во однос на 4 март, пошто исто така беше голем ден во однос на целата ситуација со бугарите. Исто така имавме барање до Комисијата на здравствено раководство тело на собрание. Исто никаков одговор. Сакам да ви кажам дека имавме исто така и разговор со Министерството за труд и социјала, со министерката, за тоа што ние до 26 години не е обезбедена само терапија и оди на позитивно и бесплатно. Потоа самите пациенти после 26 години си ја плаќаат основната. И нормално фамозната честитка од фондот за нова година. Овие се некои од работите кои што јас денес пред да дојдам овде се одлучив да ги видам чисто од асоциацијата, да ви кажам дека не е дека ние не работевме и не се боревме и не одевме на состаноци. Едноставно, мислам дека додека не почнавме со протест и додека не почнавме медиумски со ваша помош да укажуваме на народот што се случува, никој не размислуваше за тоа да ни помогне. И искрено да ви кажам, ова ви го кажам со тешко срце, да не ни починеше благо и че во среда мислам дека и немаше ни да се променат работите, затоа што неофицијално ќе ви кажам, како што кажа еден од повисоките надлежни, на мене лично како што ми кажа Фики, денес државата работи само на вашиот проблем. Това беше четврток, кога и премиерот не прими, ден по смртта на Благојче. Да, а ја не случајно ве оставив сето ова да го прочитате, бидејќи само така ќе се долови вкупната слика од 2020, сега сме 13 февруари 2023, само за изминатите 2 години, како институционално трала таа битка и колку институциите биле неми или не биле неми на овие барања. Пак ќе потенцирам, средбата во четвртокот беше по случајот со Благојче. Од никој немавме одговор, освен имавме поддршка од сега е директорка на детска клиника, а не води цел живот 30 години, тоа е доктор Фуштич. Од неа што да ви кажам, значи секогаш сме имале страшна поддршка, секогаш сме имале грижа 24/7. Тоа е човек кој што ни се посветил тотално на пациентите во последните 30 години. Од сите други имавме тотално занемарување, некои би го класифицирале како дискриминација, некои го класифицираат како кршење на човекови права, а во последно време сме во комуникација со Хелсиншкиот комитет и они мислам дека сакат да тргнеме со одредена тужба која што ќе биде од граѓански аспект за сите овие работи што се случија во 2 години. Не би зборил повеќе за тоа, затоа што сепак како асоциација треба да се направи состанок, иако веќе имавме еден краток состанок, треба повеќе членови од асоциацијата да се појават и да дадат искази, па да видиме што ќе следува. Граѓанска против? Ќе видиме што ќе одлучат правниците. 21 правник мислам дека имаат они кои што се спремни да работат на оваа работа. Јас по професија не сум правник, не би се мешал. Нас интересот и не ни е да најдеме кривица, но интересот ни е да го обезбедиме лекот, а во последно време интересот ни е да не дозволиме никој да ја помини нашата проблематика која што ја поминавме последните 2,5 години. Последните 10 минути ги ситниме. Повторно се враќам со едно од моите први прашања. Кога ќе дојде новиот министер? Веројатно има големи проблеми, меѓу кои ова неизградениот клинички центар за кој што плативме пенали и за кој што можеме повторно да плаќаме пенали ако не го реализираме, па неизграден во Кичево пуште,
мал милион такви инфраструктурни објекти од здравството, проблеми со редовни пациенти, проблеми со пациенти со ретки болести, така натаму. Во агендава, ако зборуваме за пациенти со ретки болести, што треба да биде приоритет? Зборуваме за менување итно на закониве, за начинот на кој што се склучуваат тендерите и се тендерираат набавките, наместо преку тендер додат во непосредна спогодба за да се олесни целиот тој процес. Но и тоа ќе биде процес. Менување на законски измени, собрание и така натаму. Што треба министерот прво еве на агенда? И како обични граѓани на Македонија еве да се абстрахираме од сегашната ситуација? Анета, тоа го зборувам од самиот почеток. Значи, не е работата да се... Еве сега ќе го набавите лекот. Меѓутоа, битно е да се обезбеди континуитет на набавка на лекови. Значи, не е работата сега го набавивме, почина пациентот, се дигна голема фрка, рипна народот, лекот се набави, што правиме после? Ако ги немаме овие системски решења, за кои зборував од самиот почеток, значи нема ништо да направиме. Ја морам да го кажам, сето ова што го зборев, например, ја гледано од наш аспект на хронична миелоична леукемија и од аспект на клиниката за хематологија, таму имате прекрасни лекари, добри стручњаци. Директорката е изузетно, Ирена е заангажирана за набавка на лекови. Ние само првиот лек го имаме на позитивна листа. Втора генерација ја има на клиниката. Не смем да кажам дека ја нема кога ја има, набавена е. Меѓутоа, знаете што? Секоја година е проблем. Еден период лекот го нема. Чак има и од трета генерација имаме лекови кои ги добиваме као донација за поедини пациенти. Може да се 1, 2, 3 пациента, не е битно. Зошто да ги оставиме да умрат тие неколку души? За нив Максим Foundation донира лекови и луѓето се одржаваат. Значи, ние немаме проблем со клиника, немаме проблем со лекови, со доктори. Ние имаме проблем во системските решенија. Нема ние сега да им кажеме чаробна формула како да обезбедат фари или како да ги направат законите каде секој ќе си одговара за неговите пропусти. Они тоа боле го знаат од нас. Нема потреба. Нека алоцираат одговорноста, нека ја скратат процедурата, и порано се набавува, и порано се купува, и нафта, и мазут, и лекови, и 300 чуда, се трошеа силни милиони, па си имаше девизни инспекции, па не смееше никој една банка да украде, а камоли да му текне нешто да направи. Значи, сега имаме една тотална ерозија на моралот во сите сегменти на општеството и на други, и во други сегменти, не само во здравството. И државата мора да размислува како да ги упрости работите, како да ги направи лековите достапни до граѓаните и како да се пресече конечно тоа. Тоа е таа држава што вели Слободан ме исправи, што се вклучи, ние сме државата, тоа се нели нашите пари, тие се менаџерите што треба да ги потрошат. Цел живот плаќаме здравствено. здравствено. Требаат подобри менаџери очигледно. Во секој случај ни требаат подобри менаџери во сите сфери. Но јас би тргнала од основата. Ретките болести ги нема во ниеден закон. Ние сме само во службен весник во програма. Не постои дефиниција за ретките болести во Законот за здравствена заштита. Така да ние тоа го побаравме уште кога се започна промените во Законот за здравствена заштита, уште со Таравари и Венко, тоа го направивме. Дадовме наши предлози, мислам здруженијата сите заеднички. За жал од тоа нема ништо, се уште никаков глас, ни ништо не знаеме што се случува, но нас не значи да има дефиницијата во законот, затоа што нас не нема во Законот за здравствена заштита, нас не може да не има во Фонд за здравствено осигурување, нас не нема во категоризација на труд и социјална политика и не можеме да добиеме ни социјални права. Значи, ние не можеме ништо да добиеме затоа што не постоиме. Ако немаме посебни потреби или некаков инвалидитет, ние не можеме ништо да добиеме од оваа држава, па дури ни лековите на време не ни стигнуваат. Добро. А за многу болести нема лекови. Тоа мора да биде јасно. И не може да се гледа само здравствената страна, мора и социјалната. Добро, завршуваме, Гаспар, со вас. Сакам да прашам во моментов каква е состојбата на
еве луѓе во што се борат со цистична фиброза, имали луѓе во живото загрозувачка состојба, дали Благојче беше еден од нив? Да, Благојче беше еден од нив, има доста други. Проблемот со болеста е непредвидлива и може за многу краток за многу кратко време да стави некој кој што не е од живото загрозувачка да го внесе во живото загрозувачка состојба. И тоа е тоа, како што кажа господинот, кој што го работиме ние системско лечение. И мислам дека сега со ова што се надевам дека ќе се промени и за кое што се боревме, а Весна мислам дека се бори од 2016 за тоа, но некако работите одбавно. Се надевам дека ова е првиот чекор со промена на тие трите закони, кои што цело време притискаме да се случат, дека ќе биде начин како да се подобрат некои работи и да почнеме полека да влегуваме во тоа системско решение и да ги надминуваме. Инаку цистична фиброза како цистична фиброза е страшна болест, би кажал. Тие што ја познаваат добро и кои што имаат луѓе околу нив ги гледаат своите ефекти и симптомите и нема што повеќе овде да се зборува. Го видовме Слободан како се појави, нели, и ги кажа некои работи, мора да знаеме дека пациентот ни е еден, но покрај пациентот ни страдаат цели семејства и ни страдаат многу луѓе. Не се тоа само 130 луѓе, тоа се многу луѓе опфатени, али се надевам со ова ќе го решиме не само за цистична фиброза, туку и за многу други болести, посебно за ретките болести кои што ќе имаат потреба. Ова кога велите јавни набавки, да, ќе ви оставам простор бидејќи завршуваме измена на закони, пак ќе повторам воопшто тие процеси вака кога ќе ги спомнеме, ќе се менува закон, звучи можеби едноставно, но кога ќе треба таа процедура да се спроведе, веројатно тогаш ќе дојдат на тесна или партиите и од власта и од опозицијата кои се, нели, крстат во граѓаните, во здравието на граѓаните, дека мислат се најдобро. Мора да се спроведе, нема простор овде да не се спроведе, пошто ако не тргнеме од тоа, мислам дека никогаш нема да има решение на некои работи, што е прилично нормално. Јас се надевам дека овие законски измени малку ќе се забрзаат во името на здравието и на луѓето кои ги чекаат лековите. Еве да оставам простор со вас да завршиме. Повелете. Све се врти околу пари, околу трошковите, скапија лекот, нема пари и така дале. Ние не смееме така кратко кусогледо да гледаме на нештата. За многу од тие скапи лекови, поскапо е да не ги набавиш, него да ги набавиш. Ако земеш и ако направиш една финансиска анализа или како се вика тоа кост-бенефит на кај медицинарите, ако со плаќање на боловање, со отсуство од работа, со сите консеквенци кои одат кон финансиските издатоци кај една болест, ке многу пати искача дека е поевтино да го купиш лекот и да го излечиш пациентот, него да го плаќаш Јасно, да биде натоварна системот со прогресирана болест, ќе мора да се продолжи битката, нели, за живот. Апсолутно. Кај нас сега со прва генерација на лекови, со иматинивот, имаме пациенти излечени, кои престануваат да го пијат лекот. Добро, ви благодарам, овдека мора да завршиме со емисијата. Јас навистина денеска решив малку простор да отстапиме и време за овие теми кои не засегаат сите директно или индиректно, а за политиката и она што се случува во собранието имаме следни денови. Ви благодарам уште еднашка. Ви благодариме и вас. Тука е крајот на анализа, следуваат вечерните вести.